44 лица го загубиле животот на патиштата низ Македонија во првите 5 месеци од оваа година. Речиси не поминува ден, а да не се случи некоја сообраќајна несреќа во која има повредени. И надлежните во полицијата, но и медицинските лица со ист став. Една од најчестите причини за сообраќајните несреќи е неприлагодената брзина. Други причини за случување на сообраќајни незгоди се неправилно пристигнување, недавање првенство на минување, неодржување на правец и страна на движење, како и други сообраќајни прекршоци. Управувањето на возило со брзина поголема од пропишаната, како еден од најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди во сообраќајот на патиштата подеднакво се манифестира, како од населените места, така и надвор од нив. Користењето на мобилен телефон, а не користењето на сигурносен појас, исто така се многу опасна комбинација. Алкохолот, некои лекарства и користењето на психоактивни супстанции се ризик фактор. Но периодов се почест фактор веќе станува и метеопатијата. Се поголем број на луѓе се метеоропати заради промените во атмосферскиот притисок, во влажноста на воздухот, во температурата, температурните разлики, осцилации во текот на денот, тогаш настанува еден хормонален дисбаланс кај луѓето и некои луѓе се поинертни, некои се поимпулсивни, исто така и тие така реагираат нели кога возат. Заморот игра голема улога во способноста за возење, во способноста за брза реакција и концентрација, но голема улога имаат и поизразените емоционални фактори. Би сакала да споменам и за психичката нерамнотежа, односно емоционалните фактори кои што влијаат врз психичката рамнотежа, кога тоа се емоциите страф, бес, радост, тага, кога ќе добијат некој патолошки ефект, всушност и тоа влијае врз концентрацијата на возењето и реакцијата на патот. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, во текот на 2022 година, од вкупно 7806 сообраќајни несреќи, најголем број се случиле на подрачјето на СВР Скопје, 3119 и СВР Тетово, 1117.